Раководството на ГФК Осогово во вчерашниот термин за тренинзи пред локалните медиуми го промовираше новиот шеф на стручниот штаб Добринко Илиевски. При тоа овој искусен стручњак накратко ја презентираше програмата за подготовките за новото првенство во втората лига. Првата пријателска утакмица ни е во недела со Саса од Македонска Каменица, додека другите работи, односно другите надпревари кои што се закажани, односно планот ќе биде во, што се вика, во договорено и коригирано, затоа што новиот стручен штаб се разбира има нови планови, односно нов систем на работа, така да тоа се ќе биде во деновите што следат ќе биде регулирано. Инаку Добринко Илиевски е познат на кочанската јавност како поранешен фудбалер на Осогово. Тренерската кариера започнал да ја гради како асистент тренер во Македонија Ѓорче Петров и Скопски Вардар, а со стекнатите искуства како прв тренер да ги води екипите на Тетакс, Китго, Брегалница, Делчево. Во два наврата е избран за селектор на македонската фудбалска репрезентација во категориите до 17, 19 и 21 година. Во вчерашното промовирање всушност започнаа тренинзите на екипата. Ке се тренира два пати на ден на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани со цел фудбалерите што поспремни да го пречекаат стартот на првенството во кој ги очекуваат мощни сериозни предизвици. Во таа насока се планираните пријателски надпревари преку кои Илиевски ќе го создава и уигрува тимот. Првата цел во овој момент, значи во моментот кога почнуваме со подготовки, имајќи во обзир каква е состојбата со играчки кадар, со сите други работи, мислам дека опстанокот би бил една реална цел, меѓутоа јас како човек, како тренер, амбициите ми се секогаш повисоки и ќе се трудам да привлечеме некои квалитетни играчи кои што ќе донесат квалитет и кои што од коло во коло ќе го креват нивото и позицијата на табелата на клубот. Во досегашниот период Осогово успеа да ги ангажира Драган Паунов и Јован Дојчинов од Слога Виница, како и Славче Митовски од Беласица. Меѓутоа, деновиве се преговара и со повеќе други потенцијални зацелувања, од кои се очекува неколкумина да и се приклучат на екипата.